И на место број 1 оваа недела го имаме Дезмонд Бане со песната "Иде ми у животу, иде ми". Од 10 изиграни до сеа, ова му беше четврта партија со плюс 40. Ова е NBA Action со Ник Леман, па да започнеме со Никола Јокич и Лука Дончич. Имењакот ги водеше Денвер до седмата победа поред против Минесота и неговиот најомилен за плескање Руди Гоберт. Испод просечен трипл-дабл за дебелиот од 27 поени, 12 скока и 11 асистенции. Тоа е зашто просекот за сезоната му е 29, 13 и 11. И тоа пази сега, ако лани му беше најдобрата сезона по сите статистички параметри, годинава се надминува себе си тоа бајаги. Јокара шутира со феноменални 67% од поле и 42% за тројка. Unbelievable. Ова се убедливо најдобри проценти во неговата кариера до сега. Вечер играат дома против Чикаго, кои после лудиот старт изгубија 5 од задните 6 утакмици. Лоша вест за Денвер е повредата на Кристијан Браун, кој ќе пропушти најмалку 2 месеци, а Нагетси се на 10-2 моментално и се втори на запад. Само 2 места под нив со скоро 10-4 се Лейкерси со Лука и Дончичот ги демолираше Јанис и Бакс со 41 поен во саботата. Од 10 изиграни до сеа, ова му беше четврта партија со плюс 40. Лука ја води лигата со 34,4 поени у просек, а успут има и по 9 скока и асистенции. Слушај ова, Дончич е втор во историјата со минимум 340 поени, 80 скокови и 80 асистенции во првите 10 меча од сезоната. А кој е првиот? Лука Дончич во 22-23. Фала, Нико. Се очекува трендот на новороденчиња крстени Лука да продолжи да се зголемува и во наредниот период. А брзински да го пофалиме и Остин Ривс, кој има огромен скок од ланските 20 поена на 28 моментално. Мавна 57 против Сакраменто. Мавна гейм уинер против Минесота. 3 seconds. Reed splits the defense. The floater in the paint. It's good at the buzzer. Ви викам ја летате дека не ни треба, а ни джуниор, бога ми. Лейкерси вечер одмараат, а уторак на среду ги пречекуваат Јута дома на Денсај. Очекувано на запад Оклахома се први, ама тотално супротно на цела логика, истокот му припаѓа на Детройт Пистонс. Прв пат после 2007 која number 1 хит беше супа е била врела. Лета време. А сега да ги видиме најдобрите 10 потези од прошлата недела. Непризнаениот син на летечкиот Майк се најде на 10-то место со ова диво куцање со 2 раце. Кионте Џорџ од Јута го фати бикот за рогови и не го пушташе 2 продуженија. На крај се сожали и му ги скрати маките со оваа трица синоќа. Спајда Мичел со тако званиот J лопта плей ја остави екипата на Торонто да се прашува што има за вечера после надпреварот. А Квентин Грајмс од пола терен ја избаци топката од руки ко да е жешко компирче и таа некако влезе без коски низ обручот. На 6-то место е Тре Мен или Уанаби Ајверсон, кој со своите 190 сантиметри го стаи на постер Мајлс Тарнер мекиот. А кога сме кај постери, освен од Кристина Агилера од рани 2000-ти, омилен ми стане и овој на Кем Уитмор. Шейдон Шарп од Блейзерс има нешто да каже на оваа тема. Дечкото е поезија во движење. А ова проигрување меѓу Вилијамс и Валас направи Лейкерс да личат на КК Колибри, познатиот охридски клуб кај билјанини пореден зероно. На второ место имаме 2 луди плеја у рок од 5 секунди. Деки Мичел опет на нашата листа, овој пат со 3-2-1 одсвртување преку човекот 2-15 за изедначување на мечот. Но на другата страна, краток спој во одбраната на Кливленд за Ендру Вигинс да си влезе кона пазарче и да закуца за победа на Мајами. Цела петорка на Кавс камикази са бајлето на тренинг. И на место број 1 оваа недела го имаме Дезмонд Бане со песната "Иде ми у животу, иде ми". Иде и оваа тројка, драги гледачи, за да ги попари Портланд на општа радост на присутните. Тоа беше се за првото издание на NBA Action со Ник Леман. Ставете лайк, пофалби, забелешки во коментар и шер на другарчето, кежуалчето што сака да прати, ама нема време за NBA. ПЗЗ.